Според американскиот весник New York Times, председателот Доналд Трамп во 10 од изминатите 15 години воопшто не платил данок, иако до 2018 година примил $427,5 милиони од својата телевизиска реалити програма и други договори. Во вестникот беше истакнато дека Трамп платил само $750 за сојузни даноци во 2016 и 2017 година, повикувајќи се на податоците за повраток на данокот. Богатството на американскиот председател се проценува за $2,1 милијарди, а за време на пандемијата на коронавирусот паднало за 1 милијарда, објави Нилдом на Forbes. New York Times тврди дека Трамп во 2018 година пријавил загуба од $47,4 милиони, иако таа година забележал приход од најмалку $434,9 милиони. Меѓутоа, Трамп вчера го негираше ова и истакна дека се лажни вести. Плаќам данок, ќе го видите тоа кога наскоро ќе има поврат на данокот, веќе долго време е на ревизија, додаде Трамп на брифингот со новинарите. Англиските печатени медиуми известуваат дека британската влада размислува да воведе дури целосен карантин во најголемиот дел од Северна Велика Британија, но со голема можности во Лондон со цел да се избори против вториот бран на коронавирусот. Забрзаниот раст на нови случаи предизвикува опасност од повторно затворање на кралството. Според Reuters, новите мерки предвидуваат затворање на сите пабови, ресторани и барови на 2 недели. Претходно оваа недела премиерот Борис Џонсон рече дека воведувањето на рестриктивни мерки ќе ги загрози работните места, секојдневниот живот на граѓаните и контактите со луѓето. Таймс наведува дека ќе бидат забранети и состаноци на членови на различни домаќинства во затворени простории. Властите во Пекинг со чуден апел до увозниците. Тие информираат да престанат да увезуваат замрзната храна, бидејќи примероците од истата увезена од странство неколку пати претходно била позитивна на коронавирусот, особено да бидат внимателни од земјите каде што има загрижувачка состојба со вирусот. Царината и локалните власти во повеќе наврати откриле коронавирус во увезената замрзната храна, се вели во соопштението на администрацијата за трговија во Пекинг. Надлежната служба во кинеската престолнина апелираше внимателно да се следи епидемиолошката состојба и да се избегне увоз на замрзната храна од земјите погодени од масовното ширење на коронавирусот. Инаку во септември кинеските власти го прекинаа увозот на замрзната морска храна од Бразил, Индонезија и Русија.